Одржана петата поред форумска сесија од програмата Форуми на заедницата, на која беа донесени приоритетните проекти кои беа предложени од жителите на општина Илинден. И овој пат, како и секогаш, активно учество на граѓаните и нивните барања до локалната самоуправа за уште поквалитетен живот. Форумскава сесија оценуваме за успешна, затоа што гледаме дека учествуваат и голем број граѓани, на општината Илинден. Тоа е се со цел, сите граѓани да си ги искажат своите приоритети и со нив да може да се гласа. Ми се допаѓа оваа форумска заедница од причина што овде секој граѓанин ќе може да си го застапи своето размислување околу проекти, недостатоци таму каде што живее. Овие форуми се добри во тоа што се искажуваат приоритетите за селата каде што живееме, сето тоа што ни фали. Неопходно е активното учество на граѓаните во овие форумски сесии, а ние како локална самоуправа го поддржуваме, го практикуваме и ќе го практикуваме и во иднина, бидејќи се покажа како одлична водилка за брз и одржлив економски развој, потенцираше градоначалникот Стојановски при своето обраќање пред присутните. Задоволство ми е што граѓаните на општина Илинден на 5 форумски сесии, каде што се утврдува приоритетните области и приоритетните проекти, како и активности за 2015 година, се усвоија пред се, приоритет се даде на патната инфраструктура, голем, значителен дел од изработка и изградба на улици, патишта и патна инфраструктура, локални улици и патишта на целата територија на општина Илинден, како и патишта и улици во делот на индустријските, економските зони во општина Илинден. Понатаму во делот на приоритетните области е животната средина, зафаќање на отпадните води и нивно прочистување, односно изградба на фекална канализација во општината Илинден, зафаќање и третман и одведување на атмосферските води во отворените одводни канали, чистење, нивелирање на отворените одводни канали, кои што ги има 120 километри во нашата општина. Сето тоа ќе биде влезено во буџетот за 2015 година. Во делот на згрижување на деца од предучилишна возраст се даде приоритет. Јас внимателно ги следев сите активности кои што во овие 5 форумски сесии се работеа. И драго ми е што е меѓу првите 3 изградба и проширување на детската градинка. Ќе биде дел од буџетот за 2015 година, ќе се изврши проширување за 120 дечиња. Со тоа детската градинка ќе може да згрижи вкупно 350 деца. Во делот на образованието, проширување, модернизација на училиштата, исто така и подготовка за изградба на ново училиште во населбата Илинден. Во областа спорт и рекреација ќе бидат опфатени изградба на 2 повеќе наменски игралишта и изградба на пешачко-рекреативна патека со должина од 2 километри од населбата Илинден, Марино до Кадино. Ова пешачка рекреативна патека ќе опфаќа и сегмент за да може да се пешачи, велосипедска патека, патека за скејборди, ролерки со реквизити кои што ќе збогатат. Исто така во делот на културата се даде предност на изградба и реконструкција на домовите на култура, кои што ќе бидат опфатени во наредниот период. И тука во овој сегмент што е на листата на приоритети се токму развојните проекти кои што ќе бидат токму за подобрување на условите за живење и подигнување на стандардот на граѓаните.
затоа што отпочнувајќи со поддршка на целата инфраструктура во економските зони, ќе се овозможи поддршка на инвеститорите со привлекување на нови инвеститори, а со тоа и отворање на нови слободни работни места. Во делот на спортот и рекреацијата ќе се подобри здравието на граѓаните со овозможување на спортување. Тука спаѓа и делот на културата, која е значаен сегмент во подобрување на условите за живење. Патната инфраструктура ќе ги подобри условите целосно во населените места и образованието како еден основен сегмент секако дека многу ќе придонесе за подобрување на условите во образованието и стекнување на повеќе знаење на учениците. Градоначалникот Стојановски се заблагодари на граѓаните за несебичниот придонес што го даваат за подобрување на условите на живење, истакнувајќи дека локална самоуправа која има вакви жители не треба и не смее да се плаши за својата иднина, бидејќи, како што истакна тој, само сплотени ќе успееме да реализираме се што сме зацртале. Општина Илинден преку спроведување на буџетски форум со партиципативно учество на граѓаните транспарентно го изготвува буџетот на општината за 2015 година во рамките на програмата Форуми во заедницата, што се реализира во соработка со Швајцарската агенција за соработка и развој и ЗЕЛС.